Посебна прилика е чест да вака да ве представиме сега како дел од актерската екипа. Она што Роберт ми го сподели, фасинантно дека оваа представа се игра во два актерски тимови, односно цела комплетна екипа која што игра во случајот на 4 и една цела комплетна екипа и ансамбл кој што ќе се игра на 10 јуни. Ова се две премиерни изведби конкретно на вистината. Како што премиерата веќе помина, ќе бидат репризни сега. Да, ама премиерни изданија во јуни, да кажам, е легитимно. Може. Вие овој состав во која изведба ќе биде во? Чинам дека на 4 среда. Добра. Нема да погрешам ако кажам дека е од францускиот драматург Флориан Зелер, оваа представа која што можеби дел од вас и беа на премиерите, две нови изведби очекуваат, како што кажавме, овој месец. Што значи да се глуми вистината, колку се околу нас кога е преполно се со тајни интриги, флоскули, лаги, за жал и можеби некогаш несигурности, како изгледа психолошкиот пресврт на еден брак и што се случува кога искреноста почна да боли повеќе од лагата. Интересни се фотографиите, мора да признаеме. Кога беше премиерната изведба и уште еднаш добро утро за сите овие тројца фантастични актери во нашето студио. Роберт Христов, Благица Трпковска Јоковиќ и Александар Пејановски. Добро утро. Премиерата беше на 8 минатиот месец. Значи се уште е тазе. Се уште е тазе, ова ни е прва реприза всушност. Екипата е ова, освен нас и Кристина. Да, во другата представа играат Столе, Тања, Ева и Виктор. Да, тоа се тие две екипи. Режисерот е Владимир Јурц, кој што ни доаѓа од Словенија, тој е инаку професор, бивш професор, сега пензиониран на Академијата за факултетот за драмски уметности, да. И една доста позната и докажана личност и како режисер и како актер и беше навистина благодат да се работи со него затоа што Прва соработка? Прва соработка овде во Македонија, прво негово гостување и мислам дека беше, како што кажав, благодат да се работи затоа што не наврати малку на оне можеби професорски однос кога не исчистуваше од гегови, од она што се наталожило на нас од некои други проекти, поинакви проекти. Бремето на професијата. Ете така, но од друга страна добивме еден продукт кој што е многу чист по самата естетика, имаме празен простор, што би се рекло по начелата на Питер Брук. Имаме само еден кревет во една сцена, во другата имаме само столче, во следна сцена до крајот се исчистува од целата сценографија, тој простор имаме само еден остров кој што всушност функционира како еден ринг, во која што ликовите од оваа представа делуваат и се обидуваме да доловиме таа вистина. Во позадината на таа вистина се гледам намерно се отстранети завесите на кои што ја кријат таа сценографија, тој фундус. Со цел да се види таа прљавштина во позадината, да се открие таа вистина, онаква каква што е вистина. Да. Кога говориме за емотивната моќ на оваа представа, ќе има емотивни турбуленции вака генерално како обсерватори на вистината? Секако, секако. Пред се затоа што протагонистот во оваа представа е некој кој што смета дека секојаш треба да се говори лагата, за да ги заштити другите, нели, од тоа да не нанесе бол. Така што Ја би се надоврзал дека уствари не да ја сокрија лагата, него не само што ја крие лагата, него ја кажува другата вистина, затоа што ние нели имаме повеќе вистини, веќе не се знае која е вистината, уствари лагата станува вистина. Да, секој лик во своето толкување ја кажува својата вистина. И сега самите сплетки кои што се случуваат, актерите во текот на представата поверуваат во своите лаги. На тој начин, како да објаснам, самото тоа што ќе поверуваат во своите лаги, веруваат толку сериозно што настанува комедијата, да, комедијата на сериозните работи. Али како кажа Александар, понекогаш сериозно лагата кога станува вистина, тоа го гледаме во секојдневието денес. Во сите наши наративи, излегување низ медиумите, само станавме добри аналитичари денес кога ги препознаеме можеби тие флоскули. Меѓутоа, дали игра со едни морални нијанси, лаги и таа лична перспектива целата представа и што за вас лично значи текстот на Флориан Зелер и зошто мислите дека вистината има толку силна
драматуршка емотивна моќ и кај публиката и кај вас како ансамбл актери? Па тоа пред се, Лагице, сакаш ти нешто да се смеам. Да, ајде. Што значи вистината? Интересно беше што после премиерата, конкретно од мои некои гости, имав баш такви коментари, да многу интересна тема, знаеш, можам да се најдам и јас во ова, можам и јас во таа ситуација. Некако стана време каде што плюс многу брзо живееме, некои морални вредности со кои што сме растени, барем еве јас, од нашите генерации се загубени, се изместени. Мене нешто што ми е свето, некому не е. Тоа најчесто ни се случува во денешницава и генерално беа тие коментари. Знаеш како, некако се губиме у целото тоа. Секој си има своја вистина и си верува во таа вистина. Сега дали е таа стварно вистина или лага, па да успеам да дојдам до нешто, веќе тоа е многу Веројатно многу покомплицирано. поинтересна ја прави представата за публиката, тоа што може секој веројатно да се пронајде во многу Многу ситуации. секојдневно, Да, да. кога ќе се Да. најдеш фатен во некоја Да. ситуација и кога смислуваш тие некои бели лаги, па Да, кога ќе да, кажеш веќе една, па да се доизвадам, па ќе кажам Па уште ќе кажеш една и уште веќе една и така заглавуваш се во тој редат. круг. Да. Така да мислам дека е интересна. За мене лично е многу интересно што е комедија на ситуации, не е на некои ефтини гегови, на лесно препознатлив булеварски хумор и така натака, туку самиот текст е многу интересен, тежок за играње, бидејќи е многу конкретен. Нема простор за импровизација. Тоа и ќе ме прашав, да, веројатно тоа ќе. Значи многу беше комплицирано, ние имавме и буквално и многу краток период, бидејќи работевме две екипи. Режисерот имаше ептен мачен период, бидејќи он имаше по цел ден беше во театар со дупли проби, ние имавме по една на ден. Знаете што ме Две интересира? екипи. Две екипи велите. Тоа овој режисер Јас досега не сум сретнал вака, насекаде да. така ги поставува, Не, ја поставува оваа Тоа представа. беше предлог на Дарко, директорот, и мислам ова е специфично, да речеме, русите имаат вака големите ансамбли во големите театри. Со две актерски екипи. Каде што не знам еден термин игра едната екипа, потоа игра другата екипа, така што не може да се одложи представа, да речеме, заради болести, Да, заради тоа. секогаш се одржува таа представа. знаете- Кај за прв пат во Македонија читам дека се прави вака. Барем не проект, помнам, да. и знаете, кога ми спомнавте дека се игра во две актерски постави, се велам, некој пат, нели, ние ликовите кои што ги портретирате, нели, да речеме како протагонисти во приказната, се задржуваш за ликот, за Александар, за, знаете, интересно е, потоа гледате други ликови. Друга вистина. Друга вистина. И сега си имате една, нели, фан база се создава, ама чекате да видиме и тука како изгледа се тоа. Според сензибилитет, ве бира истите ви ликови од вистината и да биде нешто слично. Многу сме различни. Многу сме Јас би различни. препорачала на секој еден да Да ги гледа двете постави. Двете постави, дури добив и денови пораки, да купив за вистина 2, да не сгрешив, да не треба вистина 1, да не е поврзана приказната. Не е поврзана приказната, тоа е истиот текст од две актерски екипи, но препорачувам искрено секој да ја погледне и таа и таа. Многу се различни. Еве, јас лично бев да ги гледам на премиера колегите. Јас со Ева го играм истиот лик, тотално сме различни и по возраст, и по сензибилитет, по физикус, секако сме различни. Односите се различни. Мене ми беше многу интересно да Значи, го вие сте гледам. официјално поставата на вистина 1. Да. А тоа беше, значи, попадна ждрепка. Така, точно. Немаме 1-2 вондос на квалитет, различни се представите, двете препорачувам да бидат Да. погледнати. Дури за премиерите фрлавме паричка, кој кога ќе игра, дали 8 или 9, и така да нема Да нема некоја литиш. конкретна поделба зошто е тоа така направено. Само да откриеме на сцената на театар комедија Комедија се игра игра, да. представата и Во продукција на театар комедија. да. Изведбата е на 4 и другата рековме И на на 10 јуни. јуни со другата постава. Да, следно од септември. Следно од септември, да ќе направите мала удишка, бидејќи сега во периодот баш и Теја Беговска сретна за Адамсови, таа ми рече што е малку, па потоа од септември. Тоа веројатно и кај вас. театарската сезона. Сезона мала рекалибрација, додека ве прашаме со Цеца следно прашање, можеби за најголемиот актерски предизвик за оваа представа. Двајца гледачи, ама еден ќе го вклучиме во програма во интерес на време. Тоа ве чекаме на телефонскиот број на телевизија 30 70 005. Поздрав секако да упатите до Благица, до Роберт и до Александар. Само да кажеме за четврти доделуваме. За четврти. 4 билети, За оваа тоа е екипа во сега. среда, во 20 часот на сцената во театар комедија, ќе имате можност да гледате оваа екипа во изведба на вистината. Двајца гледачи можеме да вклучиме, еден ќе си ги остави поратоците во режија, а со некој ќе се подружиме тука во живо. Многу ме интересира за најголемиот актерски предизвик кој што го имавте, видејќи сте со
интересна биографија и актерски прилики кои што се ги имале барем во историјава на работењето кај нас, психолошки свет на ликот, ритмот на диалогот, односите на сцената. Тоа ме интересира како се конструираше целиот процес на вистината. Ајде ти. Нема врска, да. Па, да речеме, за прв пат се зборуваме за оваа представа. За вистината. За вистината. Па, за прв пат тоа е многу интересно концепиран самиот текст. Мислам дека е еден од поредките каде што ликот кој што го играм се појавува од самата прва сцена и е до последната сцена и целиот е пишуван во диалошка форма. Така што колегите се менуваат првин со едниот, па со вториот, па со третиот, цело време на сцена. И така што за мене беше исклучително, не знам, голем предизвик за да можам да ја распоредам енергијата. Како? Прв пат оваква ситуација да си... Прв пат, во суштина, во сите други представи досеја, каде што сум играл, освен или ако не се работи за дуодрама, представа која што е со повеќе актери, да е едниот лик од самиот почеток до крај, зборувавме со некои драматурзи, е многу ретка, да. Така што ми беше предизвик да точно да ја распределам енергијата. Од друга страна, времето беше многу кратко, бидејќи се работеше со две екипи, немавме можност за дупли проби да се прават, што е, нели, што е... Меѓутоа едно ви беше редовна и... Да. И така што во однос на самото креирање мене ме плени во овој текст оној момент каде што неговата вистина е извртена вистина во еден момент станува. Значи, сите оние вредности кои што за кои што зборува на самиот почеток и со кои што функционира и се комуницира со останатите ликови карактери, одеднаш кога ќе свати дека тој во тој момент е изневеруван од неговата сопруга, во тој момент не важат веќе за него. И најнаш целата таа перспектива е поинаква и тој се представува себе си како жртва во целата таа ситуација. Знаеме дека тој е неголемиот манипулатор кој што е представен. Така што беше предизвик да во таквите ситуации ние приватно, мислам, сме видели луѓе околу нас кои што ги знаеме точно ситуациите какви биле, но нивната вистина ја представуваат некако поинаку. И беше за мене предизвик за да ја представам таа вистина на ликот многу верно и да си верува во тоа додека го зборува. Тој е убеден во тоа дека е жртва во самите тие сцени. И мислам дека тоа е еден од квалитетите на тој текст, таа негова перцепција што се прикажува на тој начин, тоа ствара една убава комедија, носи комедијата во самата представа. Да го поздравиме нашиот утрински пријател и ќе се продолжиме. Добро утро. Дали се слушаме? Стандардното правило на утринска емисија. Да. Па не знам дали го имаме гледачот на линија, но запишане, да, веројатно ни се исклучи малку. Ако некој се вклучи, слободно приклучете го на линија. Како и да, имаме 4 билети, поточно на еден гледач по 2 билети за представата Вистината, која што ќе имате можност да ја гледате оваа среда во 20 часот на сцената на Театар Комедија. Да, дали публиката повеќе се смели, повеќе замислува дека ве гледа, дали тоа е силата на представата? Така кога ја гледа. Знаеш што е интересно во оваа представа што нема веднаш реакции. Туку на почетокот и нашата сцена на пример е прва и знаете како кога играш и прва сцена важно е како ќе отвори представата и се нашава сцена тишина и малце непријатно. Затоа што има представи кои што виднаш не е тој со некаква факти и виднаш се создава некаква катарза. За представа треба време да ги завози приказната, да се види како е, што се случува. На почетокот сме јас и он, не знаат кои сме. Во нашата сцена се дознава дека јас и он не сме маж и жена. Така да и како почнува приказната, како се развива, веќе почнуваат реакции, баш и луѓе се замислуваат, не е само да се насмееш, туку и да размислиш после дома, така да Александар, тоа е убав. Како беше твојот лик? Па, мојот лик конкретно, да, интересен лик, лик кој што доживува тотален крах во неговиот живот.
повреден од најблиските луѓе, а најблиските луѓе најмногу може да повредат. Но за се има баланс во животот и сега кога ќе изгубиш едно нешто, ти зрееш на духовен план. И со самото тоа што кога ти зрееш на духовен план си над ситуацијата и доаѓа момент кога самите ситуации не го допираат него толку лично. Дури главниот лик е тотално зачуден за тоа кога му ги пласира неговите вистини, он тотално лагано си го прифаќа сето тоа и тука произлегува комедијата, тоа што нешто што треба тебе лично многу да те допре, твојата жена спиела со неговата, со него, так. Он не реагира на тоа нешто страшно, публиката на тоа реагира многу чудно и се збунува и произлегува комедија. Да. Само за крај, дали мислите дека во денешно време луѓето повеќе избегнуваме вистината или пак ја редефинираме според собствениот комфор? Да, ја редефинираме, ја кажуваме другата вистина, лагата која што станува вистина. Но да не забораваме дека тоа што го правиш на другиот после тебе те се случува. Ама ние тоа го правиме во театар. Да не го правиме во реално. Чувствувам дека има интересни емотивни турбуленции во представата и смеа и препознавање и нели баш така ќе биде интересно да ве обсервира публиката од овој аспект. Баш така и како што мислам дека и Благица спомна дека оваа представа не е направена на гек, на моменти на пучка комедија, на булеварска комедија, туку напротив, самите ситуации се држи едно ниво, како режисерот да сакаше да го исчисти тоа влијание на моментот на стендап кој што се протнува сега во комедијата. Смешно по секоја цена, не напротив, самите ситуации се смешни, а ние ги играме сосема сериозно. И е многу интересно, го држи едно ниво кое што не е за подценување. Јас би додала за тоа, извини, дека е доста чиста таков коментар и од професионалци. Добивме конкретно наш професор од Академија беше да не гледа на Македонска драма и театар. Педант ми изработена. Лужина, он рече дека е ретко чиста представа и дека е баш актерска представа и баш ми е онака баш кејф да сум дел од таа, каде што дуодрама, он спомна пред малку, горе-доле е дуодрама, бидејќи немаме сите ликови едни со други сцени. Јас имам само со него, они двајца имаат само, секогаш се двајца актери на сцена, така да. Супер. Многу интригантно за да ги привлечеме гледачите да дојдат и да ве видат, иако верувам дека после овие датуми, кога малку ќе ја здигнете од септември кога ќе стартува нели официјално новата сезона, ќе има и многу повеќе изведби, па ќе може да ве погледнат и многу поголем број на луѓе. Се гледаме на 4 и на 10 јуни. Што го одвоивте за Благодариме на вас.